Војувала Македонија од памтивек со многу непријатели. Со Атина, Рим, со моќната Персија. Кренала меч на Византија, пиштоли кама на Отоманската империја. Војува Македонија и денес со историските наследници на албанските балистички орди. Војувала и ќе војува. За навек да остане горда и непокорна, секогаш своја, никогаш туѓа. Македонија ни е се што имаме. Македонија ни е над се. Биди ти еден од најподготвените, најборбените, најхрабрите, најжестоките, еден од непобедливите војни на Македонија. Биди тигар и бори се како тигар за своите најмили, за својот дом, за единствената татковина, затоа што Македонија те вика. Сакам да бидам тигар, затоа што Македонија ме вика. Напишал еден од кандидатите во својата молба. А конкурсот за нови специјалци, за нови тигри, беше објавен во месец август 2001. Карпалак, Радуша, Љуботенски бачила. Во тие судбоносни мигови, за Македонија се гинеше. Што е храброст, ако не е тоа, доброволно да се пријавиш за одбрана на татковината, кога знаеш дека навистина се гине? Што е храброст, ако не е тоа, да се пријавиш во наелитната единица на македонскиот безбедносен систем, единицата за специјални задачи Тигар, кога знаеш дека таа ги извршува најсложените, најтешките и најризични операции по животот на своите припадници. За ризикот во кој се втурна овие момци беа наполно свесни. Но мотивот беше преголем. Мотивот беше Македонија. И започнаа обемните и тешки проверки на нивната психофизичка подготвеност. За прв пат во Република Македонија, проверките беа извршени со целосен научен приод при тестовите за проценување на интелектуалните способности и карактерни особини, проценувањето на антропометриските карактеристики, биомоторните способности. Проверени беа и можните фобии, аеро- и клаустрофобија, страф од оган, од вода. Психофизичката издржливост се провери на марш во должина од 40 километри. И што се откажавте? Абе. Задолжен за проектот Биди Тигар беше заменикот командант на единицата за специјални задачи Тигар, генерал-мајорот Стојанче Ангелов. И сите ќе добијате униформи и опрема.
пустелијата Пенуш, каде што ни сува пенушка не се наоѓа. Што ли ги очекува сега? Што ли пак понатаму? Nemo mene i ove. Ajde, drug! Antena 5 on net www.antenana5.com.mk и www.on.net.mk. We play it today. Извршува ја наредбата без разговор. 4 раки.
посета на логорот на тигрите, тогашниот министер Љубе Бошковски. Министер кој беше насекаде по Кумановскиот и Тетовскиот фронт, насекаде каде што се неговите полицајци. На Пенуш дојде да се увери во суровите услови во кои се челичи македонската ударна тупаница. Да ви кажам дека како министер за внатрешни работи, како македонец, чест ми е што Македонија родила такви синови, спремни во најтешкото време да ја бранат Македонија, да бидат тигри. Во негова чест и мала показна вежба. Пенуш, ноември 2001. Голема здружена вежба пред тогашниот политички врв. Председателот Борис Трајковски, премиерот Лјупчо Георгиевски, министерот Љубе Бошковски. Идните тигри, построени заедно со останатите припадници на полициските специјални единици. Господа полицајци, здраво! Со оваа наша македонска полиција да се вклучиме во борбата против глобалниот тероризам, затоа што така Македонија ќе го врати своето респектабилно место во Европа и во светот. Председателот Трајковски, премиерот Георгиевски, министерот Бошковски и почесните гости од политичкиот и црковниот врв го напуштија полицискиот полигон Пенуш, видно задоволни од покажаната опременост, вооруженост, прецизност, поединечна и тимска извежбаност, а најмногу од максималната мотивираност и патриотизам. По пустинската клима на Пенуш, ново искушение, зимски услови на Голак. Што ли ги очекува таму во продолжетокот на селективната обука? Ќе издржат ли до крај?
Ne se odkazuvaj, gleči! Da li su im jasne ovo što kaže do sebe? Da! Da ovo selektivno uka? Da! Sigurno? Da! Puška, raslopi! Gotov! 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 Zadam jasno, zadam ti! Sretan Šiptar poluži! Sretan Šiptar poluži! Kandidati, zdrav! Zdrav! Leži, gotov! Legni! Gotov! Polni! Počni! Ajde! O! Bravo!
По сите напори, маки и самооткажување од земските задоволства, за најупорните, наиздржливите и најспособните, конечно уверение за завршена селективна обука. Радоста и младоста си го направија своето. Заслужена забава до доцна во ноќта. Доле в канал. Bola, глаш! Камеру nije! Во посета на единицата за специјални задачи Тигар на Голак, кај веќе добро извежбаните нови тигри, повторно тогашниот премиер Лјупчо Георгиевски. Позиција 4 на рамо. Позиција 4 на десно. Again!
беше погоден од снајперист на големо растојание. И конечно, долго очекуваниот, највозбудливиот и најсвечен момент. Свечена заклетва. Свеченото ќе започнеме со ваше интонирање на химната на Република Македонија. Почне. Денес над Македонија се раѓа, ново сонце на слободата. Народе македонски, со какви идеи си ти? Едно име имаме, едно име имаме, Тигринијаc се викаме, Тигринијаc се викаме. Јас свечено изјавувам, дека како полицаец, ќе изслужам на Република Македонија, Господи, чувај ме од зло, и дај ми сила, да ги одбранам
одбранам мојот дом, мојот народ, мојата Македонија. Амин. А сега ќе се навратиме во далечната 1903 година. Се колнам во името на Бога, честа и татковината. Дека ќе служам честно и верно. За слободата на Македонија. Слобода или смрт.